Да, Европската унија е убедливо најголемиот донатор на Западен Балкан и исто така и во нашата држава. Само во изградбата на експресниот пат што го споменавте, Градско-Дреново, што е дел од паневропскиот коридор 10 преку кој се поврзуваме со Европа, се вложени над 21 милион евра европски пари. Во таа прилика, точно е дека евроамбасадорот Гир рече дека целта на целокупната поддршка од Европската унија до сега Република Северна Македонија да се спреми да стане полноправна членка и да ги ужива придобивките од членството во Европската унија. Да има пристап во поголеми ресурси. Овие придобивки значат повеќе работни места, подобрување на животниот стандард, поголеми деловни можности и огромни можности се овозможуваат да напредуваме во развојот и како држава и како граѓани. Фактите се дека само преку ИПА програмата до сега во земјава за модернизација на инфраструктурата и развој се вложени околу 1 милиарда евра неповратни средства. Во тек е програмирањето на ИПА за 2024 година, финансиски средства во износ од 80 милиони евра. Проектираните средства за ИПА-3 програмата од 2021 до 2027 година, што е веќе започната за 2021, 2022 и 2023 година, изнесуваат 243 милиони евра. Европските финансиски средства, кои што во форма на неповратна финансиска поддршка преку ИПА програмите се однесуваат за модернизација на земјоделството, за ИПАР-2 програмата изнесуваа 60 милиони евра, кои што со нашето одговорно работење ги намеривме во целост за потребите на земјоделците и поради најголемата искористеност споредено со сите земји во регионот од 98% на средствата од ИПАР-2 програмата, први од регионот почнуваме со новата ИПАР-3 програма. Европската унија за ИПАР-3 програмата ги зголеми средствата за 62% и сега имаме нови неповрати 97 милиони евра на располагање за оваа програма. Деновиве пристигна и веста дека Европската унија обезбеди финансиска поддршка за вкупно 3 проекти во износ од 98,9 милиони евра и исто така Европската комисија во својот службен весник објави 100 милиони евра макрофинансиска помош за Северна Македонија. Тоа е дополнителна потврда со оглед на начинот на кој се одобрува макрофинансиската помош за сите реформски процеси кои државата ги прави и кои исто така беа услов за одобрување на оваа макрофинансиска помош. Предходно комисијата усвои предлог финансиски пакет во износ од 3 милиарди евра за 10 партнери од проширувањето и соседството, за да помогне во ублажувањето на економските последици од пандемијата, од кои 160 милиони евра доби Северна Македонија. А добивме и грант од 80 милиони евра за справување со енергетската криза. Исто така инвестицијската рамка за Западен Балкан, во која што аплициравме на секој повик и во која имаме редовна поддршка на проекти, одобрени се веќе 24 милиони евра грантови за 3 проекти во секторите енергетика и транспорт. Грант во износ од 2,2 милиони евра и вкупна инвестиција од 27,5 милиони евра поддржана од заемот од Светска банка за проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор, грант во износ од 8 милиони евра, а вкупна инвестиција од 34,7 милиони евра е поддржана со заем од ЕБРД за зајакнување на мрежата за пренос на струја во југоисточниот регион. Грантот во износ од 14 милиони евра за коридорот 8 за експресниот пат Крива Паланка-Страцин со вкупна инвестиција од 36,7 милиони евра поддржана со заем од Светска банка. Ова значи спроведување на европски реформи и ова значи европска влада со одлична соработка со Европската унија. И сите може да се увериме што значи европска поддршка и европска солидарност кога се работи заедно со партнерите од Европската унија. И таа поддршка ќе продолжи во иднина со многу повеќе средства преку нови програми и преку нови фондови кога ќе станеме земја членка на Европската унија. Тоа го покажуваат и примерите на земјите Романија, Чешка, Словачка, Полска, каде што може многу јасно да се види споредбата дека една земја членка на Европската унија од фондовите на Европската унија добива над 11 пати повеќе средства од буџетот на Европската унија по глава на жител во однос на земја кандидат за членство.
Овие пари значат инвестиции во животен стандард, во нови работни места, во подобро живење на граѓаните, нова инфраструктура, поврзување со другите земји и примена на европските вредности дома. Тоа што го очекуваат посебно младите луѓе во нашата земја. Јасно видлива и разликата во времето кога државата беше во практично меѓународна изолација и граѓаните тонеа во сиромаштво, и денес, кога сме земја членка на НАТО и одиме по јасен европски пат. Имаме рекорден број на домашни инвестиции, рекорден број на странски директни инвестиции, рекорден број на отворени работни места, рекорден број на извоз од странските директни инвестиции, 3 пати поголема социјална помош, двојно зголемена минимална плата, скоро двојно зголемена просечна плата, историски највисока поддршка на домашните компании за отворање на нов циклус на инвестиции и финансиски средства преку Развојната банка за одржување на ликвидноста на инвестициите. И ова потврдува дека нашата држава може да напредува и да расне многу побрзо како земја дел од Европската унија и земја дел од НАТО. Се уверив исто така дека по членството во НАТО, со која што се осигурува безбедноста и територијалниот интегритет на државата, и со тоа се прави и деловното окружување многу попредвидливо, а инвеститорите сакаат попредвидлива клима или предвидлива клима за инвестирање, заради тоа земјата бележи рекорден број на странски директни инвестиции. Во услови на криза, бројот на странски директни инвестиции достигна историски износ од 753 милиони евра, што е двојно повеќе во споредба со 2016 година. Со напредокот во европските интеграции, домашните компании, што веќе се разговара со Европската комисија, добиваат можност до пристап до заедничкиот единствен европски пазар, пазар со околу 500 милиони луѓе и отворени врати за соработка и бизнис што ќе им овозможи напредок. Граѓаните добиваат можности за нови и подобро платени работни места и европски животен стандард. Од ова може да се заклучи дека пристапувањето во Европската унија не е само политички процес, туку е економски процес со конкретни придобивки за граѓаните. Поддршката од нашите европски партнери е клучна за исполнување на европските стандарди и приближување на државата во Европската унија, како и зголемување на стандардот на живење по сите основи на граѓаните. И затоа велам дека вреди да се биде на патот на европските интеграции. Ние имаме шанса до 2030 година да станеме земја членка на Европската унија, со заштитен македонски јазик, со заштитен македонски идентитет. Оваа можност се отвора сега и сега условите се такви да заеднички интересот и на земјите членки на Европската унија и на нашата држава и на земјите од регионот, овој регион да биде целосно интегриран во Европската унија. И затоа секој треба да размислува во таа насока, овие параметри да бидат една од водилките, кога ги носиме одлуките во однос на интеграцијата на државата во Европската унија, бидејќи на тој начин обезбедуваме подобар живот за граѓаните тука дома. Ви благодарам.